Политичка хајка со цел да се изврши притисок врз членови од ДУИ да преминат во Влен. Вака пратеникот и поранешен градоначалник на општина Сарај, Блерин Беџети, ја коментира кривичната пријава која ја доби од финансиска полиција за злоупотреба на службената положба и несовесно работење во службата. Беџети тврди дека детален урбанистички план за спорната катастарска парцела сепак постои, а најави дека ќе поднесе и пријави за директорот на финансиската полиција Слободан Ивановски, како и неговиот заменик Илбер Имери. Таа е дел од организирана хајка, режирана од власта и директно од премиерот Мицковски, со јасна цел да се врши притисок врз мене како пратеник за да се зголеми мнозинството во парламентот. Никој од пратениците на ДУИ нема да потклекне на вашите притисоци и да премине во Влен, а најмалку јас. Да им биде јасно и на премиерот и на неговите измечари што ја спроведуваат оваа хајка, нивните функции не се вечни. А нашата борбата што ја води Али Ахмети веќе 2 децени е честна, искрена и за идеали. Од обвинителството вела дека предметот против Блерин Беџети, надзорен инженер, како и 5 други лица вработени во општина Сарај и едно во град Скопје, е оформен, распореден кај јавен обвинител и се постапува, пошто ќе биде познато дали ќе биде отворена формална истрага. Овие 7 лица, според пријавата на финансиската полиција, се сомничат дека одобриле план за градба, а инженерот изготвил завршен извештај за технички преглед на објект со невистинита содржина, бидејќи за посочената катастарска парцела воопшто и не постоел дуб. На тој начин овозможиле фирмата Азра Идрис од село Глумово да се стекне со противправна имотна корист во износ од 1,7 милион евра. Според Беџети пак, целата постапка била согласно законските надлежности, а неговата должност како градоначалник била да издава одобренија за градба, со што и ќе докажал дека кривичната пријава е правно неоснована.